забава за деца под 12 години. Необходен е надзор од родител или старател. На полјаната на крајот од улицата започнуваа сите времења од нашето детство. Секој време имаше своја игра. Времињата ги помневме според игрите. Беше време на летала. Здружени околу своите водачи, кои мораа да бидат мајстори за летала, децата трчаа по полјаната со извиси на радост и предизвик. Значи, опашот на змеот мора да биде 3 пати подолг од главата на змеот. Јасно? Врска немаш. Кој нема врска, бе? Не ја боли. Што е, бе, пац? Оне до доматите прават базни. Мораме да ги. Слушајте, бе. Змејот е составен од глава, опаш, теразија и канап со кој окреваме на небото. Јасно? Јасно. Ако теразијата е неравномерна, змејот ќе паѓа и ќе прави такли. Јасно? Јасно. Така. Во времето на леталата, водачот на нашата улица, Митруш, и неговата врсничка од соседството, Вети, за прв пат откако се знаеа, поинаку се погледнаа. И така започна љубовта. Вети, ова се дунеци, најголеми голуби. Ама многу се мирни, да ти кажам. Гледај, ова ми е голуб Милени. Високолетеч. Види го колку е убав, гледај. Хубавец мој. Знаеш какви бравури прави на небото? Сакаш да видиш? А? Еве, гледај. Ајде. Гледај колку убаво летаат. Ти ли си тој што сакаш да ми ја расипеш сликата? Еве голубче, еве го. Оној беше бел. Еве бел ќе донес. Еве го. Масрка, а? Не го држев јас. Еве. Ама ти се топли рацете. Од пилавите, тие се многу топли. Овој нема да ми побегне, нели? Нема сигурно. Кога ќе се навикне на тебе, стално ќе доаѓа кај тебе. Еве, дај му да касне малку. Еве. На. На. Можам ли да продолжам? Па можам и јас да сликам. Вистина. Па имам купишта цртежи дома. Можеш. Само што? Митруш. Еве, ова ќе го сликаш. Роден е за сликање. Знаев јас дека ќе ми ја расипеш сликата. Пошта!
Пошта! Ej, Mitruš! Што е пац? За кого вака си се дотерал? Ајде. Не личиш на себе. Жими мајка. Ајде бе. Ајде бегате. Јаден, Митруш. Зошто јаден? А? Како зошто, па си му го свртала умот? Па и тебе некоја ќе ти го сврти умот. Нема таква. Ќе се најде. Вети, немој досадно да остануваш. Вети, на вистина нема многу да се задржуваш. Добро, мамо. Долго ли ме чекаше? Ќе те чекав додека не пуштев коренјеве овде во дрмава. Леле, Вети, колку си убава. Колку се сакаат. Направив 30 цртажи за твојот портрет. Но ниједен не ми се допаѓа. Не личат на мене? Па... Не е толку важно само да личат. Туку? Туку... Сакам... Не знам како да ти кажам, ама... Сакам да го фатам токму овој твој поглед. А каков е овој мој поглед, а? Па... Каков е? Различен. Како различен? Така, во секој црташ е различен. Тоа е затоа... Зашто... Не ми позираш. Ете затоа. Сакаш да ти позирам? Сакам. Знаеш, Вети, Кажи. сакам... Пац! Што барате вие горе? Ние сме птици селици. Птици? Ајде, бегајте долу. Ке бегаме на крајот од песента. А зошто, молам? Ние сме птици селици. А.
Dečko i devojka, Mitruš i Veti, Mitruš i Veti, Mitruš i Veti, Mitruš i Veti. Керка ни се влюбила. Побара сама да спие во собата. Па, што ги правиме? Иван ке спие во кујната. Ќе се налути. Веќе се налути. Си мине времето. Пораснаа децата. Порасна. Се влюбила во Митруш. Па ајде, оди. Па еве одам. Ќе заборавив да ти кажам. Сакав да... Знаеш што има ново? Што? Синот ми е влюбен. Како знаеш? Па, почна да си ги мие завите пред спиење. Па тоа е значи нешто многу сериозно. А знаеш во кого? Не. Во Вети. Вети. Па време му е, само да не го запостави учењето. Ајде, да нема да го запостави. И малку повнимателно, жено. Колку си нежен. Татковците на Вети и Митруш долги години работеа заедно. Беа најдобри пријатели, а ги сметаа и за најдобри машиновозачи. Веројатно за да ја разбият до дебноста при долгите патувања, тие постојано за нешто се расправаа. Свирката во ред ли е? Се обидуваат да најдат одговор на прашањата што животот од ден на ден и не трупуваше пред нив. Притисокот? И притисокот е во ред. Брзината не е преголема? Да мами. Почниците дали се исправни? Па туку испрашуваш и проверуваш. Знаеш дека се во ред. Не е се во ред. Јас не сум во ред. Па така кажи. Решо, дај му аспирин. Веднаш. Колку сакаш? Не ми треба аспирин, ми треба мир. А јас ги имам мира кога син ми ќе матурира. А син ми ќе може да матурира кога керка ти ќе го остави на мира. Керка ми? Да, не прави се како да не знаеш. Немој така. Син ти не ги дава мир. Ќе му кажеш да се смири, да се седи малку. Ќе му кажам, заправо јас веќе му кажам. Што си му кажеш? Му забраних повеќе да се сретнува со него. Па што ми е така, и јас си забраних на керка ми да го гледам. Ама пуштете ги децата да бидат среќни. И бидите среќни дека се сакаат. Гледаш дека светот иде во амбис. Кој ќе го запре да не иде во амбис? Кој? Речо, не викај многу, ќе ти ретни ми лицата. Не сакам повеќе да те слушам. За среќа и Митруш и Вети не ве слушаат. Ене ги заедно на моста. Вети, што правиш ти? Митруш, од тука ли ќе скока? Иване, веднаш враќај се дома. Коči! Не смее да се кочи на мост. Како и секој влюбен, така и Митруш направи подвиг по кој сите ќе го помнат.
Сакаше да ја слика Вети, но немаше ни бој, ни четки за сликање. Имаше другар, чиј татко беше книжар. Бре, јас сум будала што го купих тој проклет грамофон. Ми ја пукна главата. И еве што направи Митруш. Ајде, Митруш, влези, не се страни. Добар ден. Добар ден, добар. Пријатно. Седи. Повели, Митруш. Седни. Седни, ајде. Жена, донесу чинија за него. Ама, Баш добро што дојде. Набавив нови плочи, француски шансони. Слушаш? Чекай го. ама немојте, благодарам, ја беш јас. Не страни се. Само Не вреди да зборуваш. Овде е најголема навреда ако не јадеш. и така е да знаеш. Земи. Јас дојдов да се договориме со Игор за учење. Браво. Браво. Од тебе ќе биде добар човек. Да, синко мој. Се имаш. Затоа и не ти текнува за учење. Угледај се на него. Сега ќе донесам Митруше винце. Мој, домашно. Добро, чичко панче. Че малку да викам. Мислече. Митруш. Имам нова женска. Еве. Ова ми е нова љубов. Имам уште неколку други. Гледај. Но ова ми прираснала за срце. Маре. Седи таму и јади. Слушај, зедов некои четки и бои од магазинот. Арно да? Што мислиш, ќе забележи татко ти? Тој да забележи. Да. Прво ги има на купишта. А втори целиот е расен. Така значи. Јас расија, а? Јас расија. Јас расија. Јас расија. Не си, добро. А ти како ќе ги платиш боите, а? Поради кражбата, книжарот им одржа јавна лекција. Кој знае колку неуспеси имаше притаено книжарот во душата, зашто упорно настојуваше Игор и Митруш да ги слушаат неговите важни поуки и големите неискажани вистини за животот. А јас се колме во тебе, Митруш. Ме разочара. Страшно ме разочара. Добро ве, чико панче. Не се звери. Умот ви е само по љубов. Има во животот и по сериозни работи. Какви мажи ќе бидете вие ако за се во животот го бирате полесниот пат? При првата потешка работа ќе подклекнете. Добро да, добро. Животот ти е вечна борба, Митруш. До ништо не можеш да стигнеш без мак. Добар ден, комшике. Добар ден. Per aspera ad astra. Пошта! 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 Добар ден! Добар ден. Што правите? Многу ти се вредни денеска. Душава моја знае колку се вредни. Се скапа од работа. Немојте, бе, луѓе, бе, немојте, повели, бе, немојте, бе. Абе, Што е? Што може? Џабе зборувам, а? На каков човек ќе му оставам книжарата? Готово е се. Добро е, Митруш. Баш ти благодарам. Од тебе ќе биде добар сликар. Еве ти бој. Еве ти четки. И бегајте од тука да не ве гледам повеќе. Брзо! Ајде, брзо! Ајде. Благодарам, чичко панче. Ајде, оди. Ослободен од гревот што го направи, но незадоволен од себе, Митруш почна да бара учител што ќе уме да му го покаже патот до уметноста. Пушиш? Понекогаш, не баш редовно. Ајде ќе земам. Го најде во својата улица. Повели. Се понуди да му биде ученик на стариот сликар. Добро.
Сликарот сметаше дека не е достоен да има ученик. Сепак, започна разговор. Ще малко сладко. Благодарам, доволно е. На здравие. И како ти се случи тоа да посакаш да сликаш? Не знам. Не знам. Ете така. Јас бев дете. Татко ми ме одведе в црква и додека траеше службата ми рече: гледај ги овие што се нацртани на зидовите. Како и да се движиш, гледаат во тебе. Значи, живи се. Сликата мора да е жива. Мора и таа да те гледа. Инаку како ќе ја почувствуваш? Од каде ми е оваа боја? Ова светло и ова темно. Од каде е оваа гледка? Од детството. Се во ова го видов една великденска ноќ. И во Лувр, кога го видов распетието од Ел Греко, ја видов истата великденска ноќ од детството. Се чинеше дека неговото небо е една боја. А не. Звездите се чинеја дека се една боја. А не се. Не. Сликарството е голема осаменост. Можеш да бидеш меѓу милиони луѓе, а пак да си сам. И таа осаменост е она со што ќе се бориш со се што е насликано пред тебе. Кога не беше совети или во училиште, Митруш ги обиколуваше манастирите во близината на градот и во старите црквички ги наблюдуваше фреските на дамнешните живописци. Го следеше советот на сликарот. Не барај го во нив она што е видливо. Оти она што е видливо е времено. Барај го во нив невидливото. Оти тоа е вечно. Повелете, Немој да пречиш. и ама сте занесени. За разлика од порано,
Татковците останаат скарани подолго време. Едва ја издржува таквата состојба, но ни едниот ни другиот не сакаше прв да подведе рака. Хајде, Марко. Хајде. Хоп, хоп, хоп. Хајде. Потојно очекуваа да им дојде во гости нивниот неразделен другар, кондукторот Прешо. Ајде, натре, кјумес, ајде. Тој им го знаеше наравот и непогрешливо наоѓаше едноставни и за обајцата прифатливи причини. Готово е, готово. Готово, каде тој Прешо што го нема уште? Ајде, ако си готов, земе седи ги панталани. Митруш! Да, Не, туку ваму. Не викај. Ваму. Вргу! Ајде. Ајде, Цеди, не е време сега за љубов и не е време за уметност, цеди, теги добро. Цеди. Ајде, така. Ајде види што се направи. Ајде. Остави ги овде. Добро. Те треба уште? Ајде. Ваму. Добар ден, бабици. Добар ден, Прешо. Добар ден. Браво душа. Прешо. Види, погледи колку су убави. Прешо, ти си последниот кавалер на светот. Благодарам. Никола, би требало понекогаш да се угледаш на него. Тоа е па лесно му е нему да биде кавалер кога е самец. Јас никогаш не сум сам. Се уште има дами кои прашуваат за мене. Ти погледи колку елегантен. Таске, јас веќе 50 години сум пример за елеганција. Кога сум на работа, униформа носам. А после тоа, светска мода. Простите што ќе ве напуштам. Морам да ги смирам децана. Ако. Здраво, вагони мои расходовани. Стаса дресината и право кај него. Како кај мене да нема од кај да влезеш. По моја сметка, денес возиме на оваа пруга. Донесов нови карти. Се лизгаат ми ги прси, гледај. Возете без мене. И без мене. Вози си ти сам. Сам? Па не додов јас да редам пасијанс, туку да играме преферанс. Видите прешувај карти. Секој бројче се гледа без научари. Нима бе, Прешо! Ама си трапа, бе, Прешо, бре. Полека, Прешо. Па не меши ги картите кога ти се тресат рацете. Прешо, ти си веќе за во депо. Морен и ремонт не те спасува. За во отпадци. Слушайте, вие, пилишарци неедни, ако мене ми пукне котелот, тогаш сите карти ќе ги издубам еве вака. Не, Прешо! Не, а немој, Прешо, бре. А, не, кога е не, тогаш делите. Немој, Прешо, сечи. Добро. Ајде одам јас винцето. Еве ливчиња. Не, има ливчиња. Ја немам олив. Трни ја раката. Еве го винцето. Стаса и винцето. Еве ти тебе, плавешче. Добре. Ајде, разабе. Дај. Имам чувство дека денеска растур ќе ве направам, така да знаеш. Бога ми, тој воз денес нема да ти дојде. Деца мои, што ќе правите без мене, ако јас еден ден не ви дојдам? Ќе останете како вагони без локомотива. Велите. О, благодарам ти. Среќен ќе биде тој што ќе те земе тебе. Дели, Прешо, дели, ајде, дели. Еве 3, еве 5. И Митруш се добра до големата матура. Не беше одличен како Вети, ни многу добар како Игор, синот на книжарот.
туку само добар. Татко му почека да помине првиот бран на воодушевување. А потоа, со добар дел од платата, го одведе Митруше во најугледната кафеана во градот. На мала свеченост и мал сериозен разговор. Па сине, сега си веќе зрел човек. До сега како дете зборуваше како дете, размислуваше како дете, мислеше како дете, а сега си веќе зрел човек. И отврли го она што беше детско. Како дете, животот си го гледал како ни стакло, а сега треба да го гледаш право во очи, како возрастен човек. Ајде да наздравиме за твојата зрелост. Гледај право во очи кога се чукуваш. А така де? Ајде на здраве, Фан. Па и ние, со мајка ти, што дочекавме, со синот да излеземе во една ваква кафеана. Ајде на здраве. Само уште еден совет сакам да ти дадам. Учи си за машински инженер. Иднината е во локомотивите. Јас... Добар вечер. Јас мислам да учам за сликар. За сликар? Ти учи за машински инженер, а во слободното време цртај, сликај. Па јас сакам целото слободно време да го искористам во сликање. Со оној стар професорски вампир, оној молер ли така учи да зборуваш? Тој стар професорски вампир бил во Париз и го видел Ел Греко во оригинал. Добро бе, сине, знаеш ли ти кај ќе дотираш со тако кум? Тој пат води кон неизвестност, кон гладување, кон самотие. Јас решив и сакам да учам за сликар. А добро. Здраво, Митруш. Здраво, Митруш. Здраво. Зар јас и мајка ти цел живот се мачиме да те изведеме на прав пат, а ти сега кога треба да трнеш по тој пат, бираш некаква патека. Бога, ја остави го. Добре, Фан. Па зар ти сака син ти да биде сликар, молер? Не молер, туку сликар. Мора нека биде што сака, само нека е здрав и жив. Значи сите сте против мене. Ама Богојар. Келер! Нешто не е во ред? Не се е во ред. Литар вино и сифон сода. Се ќе биде. Литар вино и сифон сода, да? Сликар, а? Ќе видиме. Ќе видиме. Ќе видиме. Ви благодариме. Ви благодариме. Ви благодариме. Уште нешто? Подоцна. Пријатно, Ковчи. Пријатно. Добар вечер. Добар вечер. Сликар, а? Сликар. Ќе видиме. Ми треба твојата помош. Што се случило? Овој мојов Митруш не сака да учи за машински инженер, сака да биде молер. Молер. Па добро да е сликар, ма исто му се фаќа тоа. Вели дека сега имало школа и за сликари. Не знам што можам да ти поможам. Па поразговарај со него, знаеш веќе како одат тие работи. Така одоколо, може ќе го кандисаш некако да се откаже. Па и ти си заинтересирана странка. Зошто пак јас? Па зар сакаш зет молер? Ако ме прашаат мене, не го сакам јас него за зет никако инженер. Добро де, обиди се некако. Јас нема да ви пречам. Ево горе. Ајде, ама. Ајде. Ајде.
Каде беше? Овде го... Ја. Будилников ми се расипа. А без него не можам да се разбудам. Можам да го направам, ама нема мала. А без алат нема занает. Занает е многу добро да изучи човек. Занаетот ти дава сигурност. Со занаетот можеш во секакво време да обстанеш. Сад чи е добар занает. И машински инженер е добар занает. Слушам, ова тоа не мора да биде вистина. Не си сакал да учиш за машински инженер? Не. А зошто? Затоа што ќе се запишам на висока уметничка школа. Те примијали? Ќе ме примат. Тоа никогаш не е сигурно. И да те примат. Од што ќе се издржуваш? Ќе се снајдам. А да речеме, ако татко ти се откаже од тебе? Ако татко ми се откаже од мене, па ќе побарам стипендија како сирак. Ете тоа. Знаеш ли дека... Знам, чичка Никола. Се знам. Што е, Никола? Го поправи ли? Ни Господ не го поправа. Митруш, аме ти. Бргу. Кој, јас? Ти. Ајде, бргу. Да, пати. И да не чекам многу. Ајде, на. Биди молер. А после да ги бојадисаш и прозорците, и вратите, и целата дрвенарија во куќава, се разбраме? Да. Немој така. Ами како? Ти со ова четката остро. Фило, чик, пак. Да видам и јас некој ајр од тебе. Ајде. Први почне со масата, па столовите и се. Ајде. Еве ти раката. Сега си за мене човек. Терај си го својот пат. Добре. И ти си на негова страна. Ами на чија да бидам? Добачини, кај сте бе, добачини? Абе, кај сте бе, излезете бе, бе, што сте се записали бе, што ме гледате бе? Абе, ајде да честите, ајде ка му е со среќа. Браво, Бога ми, стасало момчето, браво. А вам ви честитам, му дојде редот и на него. Браво. А тебе, нека ти е со среќа. Што е, бре, ова сега? Како што е, го викаат во војска, идната недела треба да замине. Еве ја поканете. Еве, морнарица. Каква чест. Морнарица. Ако дозволите, ние ви тргнаме. Војниче, што правиш тука? Ова не е приватна локомотива или воена. Ајде, бргу тамо во вагонот. Нема кај да се седне таму. Што да не сакаш учи кревет да ти наместиме? Ајде таму. Ајде бргу, во вагонот. Ајде.
Vidiš ovdje? Sada politika dobri gevreci, ajmo. Ajmo, dobri gevreci. Politika Nemoj da plačeš. Ne ti ja dovršim slikat. Čuvaj se. Popravi je vrskava. I odi mi ne bojiće. Kaže, sve što imaš da mu kažeš. Bi mu kazao, koga je ostralo što nekoliko dana. Još da odi mi. Nemoj da plačeš. Годината помина во различно чувствување на времето. За Митруш и Вети времето течеше споро, а за нас брзо. Одеднаш, среде лето, како среде оган, Митруш дојде на отсуство. Вети. Вети. Митруш. Вети, ме заборавили? Не! Ѓубре ми едно! Вети! Колко си убава. Се појави меѓу нас како воопшто да не бил никаде. Единствено, пошто се познаваше дека бил отсутен, беше белата, летна, морнарска униформа. Не одеше никаде без униформа. Најмногу што ќе попуштеше, тоа беше да ја симне капата. Уште првото утро што го остана на отсуство дома, од железната шипка за тресење килими, Митруш направи вратило.
Тоа беше новина што ги крена на нозе сите деца од полјаната. Тие се собираа околу Митруш и го гледаа со позинати усти. Воопшто, Митруш беше сензација тоа лето. Кога излегуваше со Вети, децата се врвчеа по нив како долг, смиулест и босоногопаш. Тоа беше како по земјата да лази дотогаш невидено летало. Истовремено кога и Митруш, на отсуство дојде и Игор, водачот на Соперничката улица. Без да ги прашаат за мислење, децата закажаа надпревар меѓу нив. Добро бе, Паца, мене зошто ме влечкате, а? Па да се избањаш, да се разладиш и за Митруш да најдеш. Не маткај бе, Пац, кажи и зашто ни е потребно. Нема да се лутиш? Нема, кажи. Да бидеш дамна женска. Онедолно, мачејке 10 дена се палат, со Игор те ке фатил незгодната женска во град. Што? Да. Била позгодна од тебе. Кој рекол така? Кажи го. Вети, ние со нив не се сложуваме. А кој ти рекол дека Митруш мене ме фатила? А, па тоа сите. Добро де, добро. А барем прави се пред нив дека те фати. Добро, пред нив може, ајде. Ајде. Ти видел тие што е женска, а? Таква те сакам. Ајде. Une voix chantante, et j'ai compris que ce soir-là, malgré la pluie et le froid, je serais une Клен. Зашто се вика Клен? Не знаеш? Не. Затоа што тука идат само кленови, млади кленови. Митруш, Да. ние се обложивме дека се што може Игор, можеш и ти. Дури повеќе. Можам сигурно. Добро сте направили. Иване, Кажи. сега си ти главен. Кажи. Она е женската на Игор. Која бе, Пац? Па таму се две. Она е што го гали. Маре. А, маре. А она младата што свири е Осичето. Како? Ана Осичето. Осич, така е вика. Може силно да боцне. Никој не сме да и се додвара. Што? Колко е трстено твој го копона. Абе, не ти барав извештај. Па случајно знам. Ела. Слушај, Пац, ќе бидеш стража. Да не си мрднал одовде и да не ти се случи муви да ти шедат по униформа. Важно. Како се вели? Разбирам. Годне, мислете што е било. Абе, молчи и терај ги муви. Ау, Игоре, ще имаш добро друштво. Како и секогаш. La pluie me laissant crier à ma peine. Il avait peur il venait de à ma maison. J'ai rêvé de l'étranger et le cœur. Ајде, гумата. Par les cigarettes, par l'alcool et le cafard. Велосипедот. Tourner la tête. Elles ont dit qu'à Иване! on a empêché le sort d'un dommage. Што е? Е, ако Митруш го победи Игора, ќе го добиете велосипедов. Ако не го победи, вие ќе ги добиете овие гуми за пливање. Малку. Малку? Малку. И фудбалов? Не може. Не може. И ќе можете еден месец не тепани да поминувате низ нашето мало.
Не навредувај. Се шегува. Си попуштил со нервите. Ке добиете и плоча. Може, прифаќам. Пац. Ајде. Ајде, загревање. Па наша е сигурно. Здраво, Ремо! Гуштер. Ако си Ремо? За тебе сум стара коска. Уште 200 дена и готово со виската. Да знаеш. Лазесите, кој ми е крив кога сум во морнарица, таму подолго се слушам. Барем си на море, брат. Епа... Ајде. Кидеме. Ајде, Абе, Гале, станувајте си мене. Ајде, види. Бац, пази, бац! Што све ќе мораме да правиме додека сме на отсуство, Игоре? Се влегува во војниот рок. Извини што ќе те победа. Но тоа ќе ми донесе гајба, пиво и секој ден бесплатно кино додека сме на отсуство. А не сега ми децата да ги разочарам, да се знае. Тоа ќе видиме. Деца, ајде деца. Пац! Ај полека. Нема да биде како некогаш. Но ќе биде. Ајде. Полека, бре! Тука не најдете да пивате! Кленови! Кленосари! Митруш, навистина ли служил во морнарица, а? Ке се види. Што велиш за неа, а? Секоја чест. Внимај што ќе речеш, таа ми е сестра. Немам збор.
Нели имам очи како маслинчиња? Осиче, немој да ни пречиш. Тебе ништо не те прашав. Еј, погледни ме. Гледаш ли нешто? Себе. Баш убаво се смееш. Тие ќе победат. Изгледа дека веќе немам шанси кај неа. Судбина. Па време е да се покажеме. Време е. Пафни. Ајде, рипи. За публика, а? Рипај. Пешкирот. Што ви? Што сте се смртили? Не можам јас секогаш да победувам. Впрочем, јас сум артилерист, тоа треба да знаете. Кај ми е, Маре? Отиде. Сега ќе треба добро да скокне за да ја фатиш. Значи, со неа ќе треба се одново. Маре рече дека си се загледал во вети. Затоа лошо си скокнал. Ја оплескав работата. Судбина, брат, судбина. Што се смееш? Што е тоа? Оној, Митруш чести. Еј, те молам, пушти ја музикава. Многу ми се допаѓа. Каква музика? Мене ми треба. Кај ли отиде? Панталоните! Панталоните. Само никако се насме. Каде? Одам да се разладам. Пај да се разладиме заедно. Да пробаме, а? Sweetheart, sweetheart, sweetheart. Здраво. Здраво. Еј, зашто си сама? Веќе не сум сама. И нема да видиш. Па нели дојдовме да се разладиме? Осиче! Осиче! Оси! Кажи! Навистина имаш очи како маслинчиња. Значи така, а? Не сум те фатил. Ќе останеме уште овде? Па нели заврши надпреварот? Заврши. Тука сум доаѓал, никога не бев сот. А со која си бил? Сакаш да ја видиш? Тука е? Аха. Знаеш, Вете, таа секогаш е тука.
Сакаш да ти покажам? Ајде. Па немој да се лутиш одма, ајде. Ти се допаѓа ли? Да. Прекрасна е. Гледај, кај да се движиш, таа во тебе гледа. Еве види. Гледаш? Да. Право во очи. Кажи нешто. Што да ти кажам? Кажи нешто убаво. Па... Сум ти кажувал како ме казнувале во војска? А? Не. Добро, ќе ти кажам. Еднаш првиот офицер нареди поглед на десно. А јас гледав лево. И приде и почна да вика: Митрош, што гледаш ти? Залезот на сонцето, господине. Никогаш не сум видел толку убав залез. А и прв пат сум на море. Митрош, четката враца и риба е палубат. Друг пат каплерот ме казни заради твојата слика. А имавме војна. Како? Ете така, јас ја гледав твојата слика и каплерот ми дојде одназад и ми рече: Митрош, што би сторил ти за неа? Се, му одговори. Тогаш, се ми ја четката и палубата е твоја. И Митрош пак риба. Запри. Тоа лудо лето, како да беше толку лудо токму затоа што се ближеше крајот на отсуството. Зар толку било убаво што не можело повеќе да трае? Долго ќе го помнат тоа лето, кратко како сон во вода. Тогаш веруваа во своите зборови, како што веруваат децата во приказните. Одовде се изгледа поинако. Колко е убаво што сме заедно. Ти си убава. Каде одат? Вежбаат. Изгледа како да одат во војна. Се плаши.
Сите околу мене зборуваат дека ќе има војна. Одовде секој некој изгледа. Peto, vežbe u zamračivanju dotičnog mesta u kojima treba da uzme učešće i stanovništvo. I na kraju ponavljam da je panika najveći neprijatelj odbrane stanovništva od vazdušnog napada. Слушали сте предавање ваздухопловnog капетана Јанка Ѓорđevića, ваздушни рад и мере за заштиту stanovništva od napada iz vazduha. Важна saopštenja. Uprava grada u interesu opšteg reda, mira i bezbednosti poziva građanstvo da odmah prestane sa svim manifestacijama, jer će tako najbolje doprineti disciplini. Svako dalje manifestovanje i skupljanje građanstva zabranjuje se. Skreće se pažnja građanstvu da će uprava sve one koje se ogreše ovu naredbu strogo kažnjavati. Ние своето поминавме. Ама, што ќе биде судецата? Седничко пише. Saopštenje Generalne direkcije državnih železnica. Generalna direkcija državnih železnica saopštava: И се урне возот оваму. Svi putnički vozovi saobraćaju i dalje. Nikakva redukcija putničkih vozova nije predviđena. Vesti. Snage Nemačkog rajha napreduju dalje. Nemački avioni bombardovali su ljude iz reki Englesku, a britanski zapadnu Nemačku. Agencija Reuters javlja da su prošle noći nemački avioni bombardovali London. Agencija DNB javlja da su nemačke i italijanske motoriste grupe koje operišu zajedno ostvarile još jednu pobedu. Zauzele su Bengazi, Labu i zaliv Sirija. Последното писмо што Вети го доби од Митруш беше цртеж на гулав. Како и да го свртеше, гулавот гледаше во неа. И се стори дека одново го има в раце истиот гулав што и одлета кога им почнуваше љубовта. Пречувствуваше несреќа. И несреќата дојде. Убав ден. Убав, само гулабиве ми се нешто многу мирни. Не сака да излезат. Да. Добро утро. Што бре, добро утро, ти пак од овде, а? Не сакаа да летат, не знам што име денеска. Еди, види. Да нема некој јастреб на небото? Јастреб? Има некој ѓавол. Јас ќе видам. Змајот ќе видам. Што ангел ми натрта очи и што може да видат се. Добро. Ајде, кафенцето е готово. Повели, Никола, повели. Ајде, Повели. Благодарам. Ајде, нека ви е на здравје. Има некој ѓавол, Никола.
Тоа беше крај за времето на леталата. Безсмислено беше повеќе во небото да се пуштаат летала од трска, хартија и лепило, кога по него грмеа летала од железо, оган и лелек. Вети, мојот змај биде нешто многу страшно. Започнуваше време на војна.